опасност во Блискиот исток. Нов магистрален пат Охрид, Свети Наум. Воена ескалација на Блискиот исток. Уште еден сателит на Ким. Житие на новоизбраниот митрополит Георги. Што се случува ако јадете цреша со црв? Министерството за надворешни работи и надворешна трговија апелираше до македонските граѓани кои се наоѓаат во Блискиот исток да ги следат упатствата на локалните власти поради влошената безбедносна состојба. Особена препорака е упатена до оние што се во Израел и Иран да ги следат националните портали за итни случаи и да не патуваат во регионот додека не се подобри ситуацијата. Според информациите од амбасадата во Тел Авив, воздушниот простор над Израел и Иран е затворен, а аеродромите во Тел Авив и Техеран не функционираат. Нема најава кога би се обновил редовниот воздушен сообраќај, што дополнително ја усложнува евентуалната евакуација. Граѓаните кои имаат потреба од итна помош можат да се обратат до амбасадата на Македонија во Тел Авив или до Министерството преку објавените контакт броеви и епошта. Апелот е сите македонски државјани да се однесуваат внимателно и да ги почитуваат сите безбедносни мерки. Во Министерството е формиран кризен штаб која следи состојбата во реално време и ќе продолжи да ја информира јавноста навремено. Од Министерството за надворешни работи додаваат дека се подготвени за координација и поддршка доколку се појави потреба за евакуација. Од денес беше пуштен во употреба новиот магистрален пат од Охрид до манастирскиот комплекс Свети Наум, во должина од 24,3 км, како што официјално соопшти владата на Република Македонија. Целта на овој инфраструктурен проект е не само да ги подобри условите за локалното население, туку и да го олесни пристапот и туристичките посети до оваа значајна локација и кон соседна Албанија. Проектот чини околу 11,7 милиони евра и представува значаен чекор напред во националните напори за подобрување на патната мрежа по речиси 4 децении. Со оваа инвестиција се очекува зголемување на туристичкиот промет во регионот, што дополнително ќе го поттикне локалниот и националниот економски развој. Блискиот исток е на рап на сериозна ескалација откако Израел изврши масовен воздушен напад врз територијата на Иран, при што ангажираше над 200 авиони и употреби повеќе од 330 видови оружје. Целта беа стратешки објекти, меѓу кои и нуклеарни постројки и фабрики за балистички ракети. Меѓу загинатите се високи ирански воени команданти, вклучително и генерал Мохамед Багери, а е потврден и напад врз објект за збогатување ураниум. Техеран возврати со над 100 беспилотни летала кон израелска територија, додека Израел повика на останување во засолништа. Воздушниот простор над Иран, Ирак, Израел и Јордан е целосно затворен. Светските лидери упатуваат апели за воздржаност. Австралија и Нов Зеланд изразија загриженост, а САД се оградија од нападот, истакнувајќи дека акцијата е изведена еднострано од Израел. Председателот Доналд Трамп рече дека се противел на нападот и нагласи дека дипломатскиот пат се уште не е затворен. Северна Кореја објави дека успешно лансирала нов воен шпионски сателит во орбитата, што е трет ваков обид на Пјонгјанг. Режимот на Ким Џонг Ун тврди дека сателитот Малигјон 1 бил поставен според планот и веќе почнал со активности. Овој потек предизвика загриженост кај Јужна Кореја, Јапонија и САД, кои го осудија лансирањето како провокација и кршење на резолуции на Обединетите нации. Вашингтон најави координиран одговор со сојузниците во регионот. Според официјалната изјава од Пјонгјанг, лансирањето е дел од планот за зајакнување на воените капацитети на земјата и следење на непријателски активности. Северна Кореја најави уште 2 слични сателитски проекти до крајот на годината. Регионалната безбедност останува кревка, додека дипломатските напори засега не даваат резултати. Вистина е дека неговото високо преподобие, игуменот Георги беше едногласно избран за нов митрополит Дебарско-Кичевски. Вистина е дека неговото високо преподобие игуменот Георги е роден на 24 јули 1968 година во Скопје, како второ дете во благочестивото семејство на Душан и Даница. По завршувањето на основното образование во 1982 година, се запишува во Македонската православна богословија Свети Климент Охридски во Драчево и како дел од 19-та генерација богослови матурира во 1986 година. Вистина е дека високото богословско образование го продолжува на Православниот богословски факултет Свети Климент Охридски во Скопје, каде и дипломира,
а во октомври 1990 година се враќа во богословијата во Драчево и во текот на следните 3 години ги предава предметите: Свето писмо на Стариот и Новиот Завет, црковнословенски јазик, старогрчки јазик, латински јазик, црковно пеење и теорија на музиката. Вистина е дека во 1993 година започнува со последипломски студии на Источниот институт во Регенсбург, Германија, а следната година заминува за Рим, Италија, каде што во 1996 година магистрира. Потоа и докторира во 2000 година на одделот за библиски студии при Теолошкиот факултет на Понтификалниот универзитет Грегоријана во Рим, Италија. Вистина е дека после враќањето од последипломските студии во 1999 година, 2 години предава во богословијата, а од 2001 година е професор на Богословскиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје, по предметите Вовет и егезегеза на Светото писмо на Стариот Завет и библиска историја со археологија. Вистина е дека од 2000 до 2010 година ја извршува должноста шеф на кабинет на архиепископот, а од 2000 до 2007 година е и секретар на Американско-канадската православна епархија. Во периодот од 2010 до 2014 година ја извршува функцијата амбасадор на Република Македонија при Светата столица во Рим. По завршувањето на мандатот, повторно се враќа како професор на Богословскиот факултет, а во периодот од 2016 до 2023 година во 2 мандати е декан на факултетот. Вистина е дека активно учествува во работата на Македонското библиско здружение, а од 2020 година ја извршува должноста генерален секретар. Тој е вклучен во завршниот дел при подготовката на ревидираното издание на Светото писмо во 2006 година, а воедно и координатор на преведувањето на Новиот Завет и псалмите од оригиналните јазици. Член е и на Комисијата на Македонската православна црква за превод на Богослужбеното Евангелие. Вистина е дека за време на школувањето во богословијата неколку години е уредник на списанието Млад Богослов, додека за време на студиите на факултетот е уредник на студентското списание Православен благовесник. Од 2002 до 2006 година е главен уредник на Православен пат, од 2016 година е уредник на годишниот зборник на Православниот богословски факултет, а од 2025 година е председател на уредувачкиот одбор при факултетот. Автор е на неколку книги и повеќе научни трудови. Вистина е дека од странските јазици активно ги говори италијанскиот и англискиот јазик, а се користи и со германскиот и францускиот јазик. Вистина е дека замонашен е на 27 мај 2025 година во манастирот Свети Велики Маченик Георги, Криви дол во Скопје. За јеродјакон е ракоположен на 28 мај 2025 година, на празникот на светите Гаврил Велички и Ахил Преспански, а за јеромонах на 29 мај 2025 година, на празникот на Вознесението Христово, на 8 јуни 2025 година. На празникот Педесетница е произведен во игуменски чин. Јадењето цреша со црв, односно ларва од црешова мува, најчесто не носи сериозни здравствени последици. Тие не се отровни и не пренесуваат болести, па варењето обично поминува без проблем. Сепак, самата мисла или сознание дека сте консумирале инсект може да предизвика непријатни реакции, гадење, стомачна тензија и поретки симптоми како надуеност или диареја. Особено се чувствителни луѓето со алергии на инсекти или со чувствителен дигестивен систем. Постојат ретки случаи на пореметување кај лица со ослабен имун систем, бидејќи телото може да реагира посилно на протеините од инсектите. Затоа, кај вакви луѓе треба да се внимава дури и со минимална изложеност. За да се избегнат вакви непријатности, експертите препорачуваат темелно миење на црешите во солена вода и потопување најмалку 30 минути. Така ларвите излегуваат на површината и може лесно да се отстранат. Дополнително, внимателно прегледајте плодови за дупчиња, дамки или нерамномерна боја пред консумирање. Опасност во Блискиот исток. Нов магистрален пат Охрид, Свети Наум. Воена ескалација на Блискиот исток. Уште еден сателит на Ким. Житие на новоизбраниот митрополит Георги. Што се случува ако јадете цреша со црв?